Во делот за вработувањето, мислам, јасна е статистиката, вие може да кажете дека ние играме со бројки, ние ќе кажеме вие играте со бројки. Тука барем обидот за бројки е екзактен, значи 19 години после оваа комисија, почнала со 22, заклучно со 2018 имало 22 вработени, значи период од 2018 до сега бројот е 44, значи тоа нема играње со бројки, тие се бројките, по однос на тоа поединечниот мој осврт на членовите на регулаторна комисија, па тие членови бира собранието, носители се на јавна функција, така? И ако веќе, еве, да кажеме дека ме опоменавте, вие го сторивте истото споменувајќи некои бивши примери. Знаете како? Вие, ја тоа неколку пати го имам кажано, сте имале можност да учите од грешките на ВМРО ДПМН. Ги критикувавте, ама кога дојдовте на власт ги повторивте. И тоа беше доказ, вашава реплика кон мене сега. Јас ни тогаш велам дека требало да има, ни сега, ама не затоа што сум опозиција. Утре ќе дојдеме на власт, ако дојдеме, и ќе се борам против истото. Тоа е разликата. А вие што сега со репликата се обидовте да ме имитирате и кажавте некое име од редовите на ВМРО, ни едно име. Јас знам дека Македонија е мала држава, дека можеби и нема луѓе кои што не се партиски, но во овој случај да ми кажете дека луѓево се независни, ве молам. Утре да дојде ден Елена, што ја споменавте Маркова, нема да биде независна според моите критериуми. И тогаш ако бидам во можност, ова истово ќе го кажам. Во тоа се разликуваме. Изборуваме за транспарентност, зашто се противите на транспарентност? Како ја не споменав некое приватно лице, не споменав ваш сопруг или фамилија, спомнав луѓе кои што овде во собрание се бираат, кои што многу молчешком се бирале, само со гласање, не се дозволило, се гледало да се скрати, како што многу пати се обидувате да не кратите. Значи, кажав, грешките, чиви и да биле, не треба да ги повторувате, затоа што се сега вие на власт и еве ние ќе ја покажеме. Не, вие ги повторувате грешките, ништо понапредно отидовте. Напротив, одиме поназад, затоа што времето, технологијата оди напред, а вие ги повторувате партизациите по институциите. Тоа е. Благодарам.